Не беше и оваа проститутка исто дете? Ето, не памти. И здраво, денеска со вак се Алекс и кој е со мене? Виктор, добар ден. Вја пат нема толку пауза. Зашто пауза? Измеѓу епизоди со теб. Да, нема. Малце смо поактивни овој период, зашто завршува колоквиуми. Не знам кој ќе излезе епизода. Мислим дека тек крај мај или јуни би требало да излезе, така да. Баш кој почнува па колоквиуми. Добро, технички тоа пак ќе биде вистина, зашто кога излезе крај мај пак ќе биде крај колоквиуми. Не, насој не почнува. Ние имамо од прилика 7 јуни, така да, а од 11 почиња испитна, така да. Што ви правам? No rest for the wicked. Зашто ќе збориме денеска, Алекс? Ќе збориме за танц. За танц со змејоите. Ја мислам да не мислиш за тешкото. Искрено не, ама знаеш, треба некаде епизода за тоа. Многу. Искрено оваа книга го има еден од моите омилени пролог чаптери, го има еден од моите омилени пролог чаптери со еден карактер што исто како традиција продолжува традицијата на пролог чаптери од умира. Basically, нели? Тоа е поентата. Ама добиваме нешто ново интересно за светот од Џорџ Р. Мартин. Тоест, овде кога доаѓаме со Веремир Сикскинс. Неговата финта е не играше Гринсиер, како беше терминот конкретно? Skin changer. Skin changer беше, добро, да. Skin changer, и он мање више има као неколку животни при него што он ги контролира. Погоди колку. Може би при тоа што се вика Six Skins, валјда има 6 животни. Да, се мисли, ама не е докажано. Може да има поише. Се мисли, ама не е докажано. Може и поиќе да има. Ама да. И он како пробува да влезе у телото на дива девојка за да продолжи да живи. И ама не успева и однака умира. И во керезите го утепува, мислим, нели? Да, мислим дека волците почне лика у волците негови пробува и тоа има канели и после го наоѓа и па го утепува. Да, го утепува телото на еден од неговите волци. Ама овде е многу интересно, пошто ги кажа како неколку од најголемите гребои што може Skin Changer да ги направи и Гринсиер, меѓу кои што контролирање на друг човек, јадење на човеково месо, имање релации додека си у телото на друго животно и што беше уште нешто имаше, мисли. Уште едно или две. Тие три се битните. Пошто еден од нашите пролог, нашите главни карактери Брен го нема направено едно. Може би ќе го направи второто, кајде? Ако веруваме теорија. У прологов како ги прекрши свите, ако не грешим. Да, ги прекрши свите. И исто знам, исто дека спомнеме дека за Џон Сноу, дека за оне исто моќен ворк и све тој, дека баш Гоуст добар као воркинг партнер. Да, мислим дека има тоа спомнато дека би сакал да ги има Сноу или така нешто. Да, дека Гоуст би бил као бокски, као втор живот. Да, Гоуст, од дека исто доаѓа теоријата дека пример Роб се транспортирал у Грейвинд, кој е умрел. Ама кај што знаемо Грейвинд така. Ама да, ова води мање више после тоа продолжуваме, зашто нели во почетната книга немаше ни еден главен лик. Овде дека ги има свите главни ликови во почетните книги. Меѓу кои што и Тиријан. Тиријан нели како што знаеме со крајот на кажеш такво A Storm of Swords, Бурја на мечеви, го тепа неговиот татко и зема со помош на Верис и Илирио, он успева да избега у Есос. И ова го кажа неговиот пут како он иде кон Есос и планира да иде ке Денерис и нејзините змејеви. Да, овдека више е проширено, мислим дека низ цел свет дека ги има змејовите Денерис. Така да, многу луѓе сакаат да ја у таа насока. Има уште 2-3 карактера што се понатаму, што свите се насочени натаму. Да, буквално свите сега сака да иде ке неа. Не, у прошлата го праќа, ама у ова ја иде, имамо од негова страна ка чаптери. Да, и еден два карактери у прошлата епизода што ги зборевме. И нели Виктаријан оваа книга го праќа. Не, у прошлата го праќа. Да, ама мислим дека се малце понатаму тие. Мислим, у вториот дел за оваа епизода ќе бија сигурно за оваа книга. Што нели се понатаму, зашто ова што се дешава у почетокот таму, у таа книга, така да
Да, до пола негде повеќе од пола, ама при крајот има нови настани. Пример, особено Џон кој ќе дојамо, нели? Џон и Сем се поклапаа на почеток многу чаптарите. Еден чаптер тој се поклапа ги имамо во прошлата книга перспективата од Сем, се оваа ќе ги имамо од Џон перспективата. Истиот муабет што ги има правено. Да, ова се се дешава исторемено со Господ забрани. После зборејќи за Денерис, она последно кој ја видивме, она конечно завзе да контролира врз Марин и се стана кралица. И она се пробува малце да завземе контрола врз Марин и нели да почне да владее праведно се ова, но се случува една многу битна случка. Она ги имаше до сега оставено змеите да шета како што сака. Се додека еден овчар, сточар, не доаѓа и кажува како е низините змеи и го утепал ќерка. И го утепал дред. И го носи како изгореното тело. И ова го води Денерис да ги заклучи низините змеи. Што е символично како она пробува да го репресне низиниот Таргериен инстинкт и да владее праведно. И успеа да ги заклучи Рейгол и како се викаше другиот? Не знам, го памтим само Дрегон дека избега. Дрогон. Да, и Дрегон успева да избега. Меѓувреме пак на другата страна на светот, Џон нели беше спасен од страна на Станис, стана новиот лорд командер и Станис доаѓа бека нели ве спасивмо, дајте ни замоците. И му бара на Џон да им ги даде замоците да може нели да ги користа за нивните потреби. Овона Џон нели многу јасно што теоретски треба да остане политички неутрален, го одбива. Со евентуално мислам дека овдека доаѓа до компромис дека он ќе им даде да помогна у гересингот на замоците, ама нема да биде под нивна контрола. Ќе биде под контрола на Night's Watch. Да, мислам дека тој им е договорот. Да, од кој што фактички нели овдека се доаѓа покажа како Џон малце се снаоѓа, почиња да се снаоѓа у политиката на Вестерос. Почна да ги игра играта на трона. Да. После продолжуваме с неговиот помал брат, тоест братовчет. Ама да, продолжуваме с неговиот помал брат, Брен. Он фактички нели беа кога пројдоа зидот и беа собрани од страна на Cold Hands, што е нели мистериозна фигура и он ги носи кон триокиот Гавран и фактички они продолжува на нивниот пат натаму со Ходор, со Мира и со Џоџен. И Cold Hands ги храни човеково место за да преживе. Они не знам, ама да. Ги утепува така... Па кој си од другата страна на зидот мора било што за преживеш. Да, ама е век овдека се гледа како Брен го крши тој првиот закон на Верамир. Продолжуваме пак со Тириан. Тириан го нели стига поштата у Пентос и почиња да заедно со Илирио да путува по Флетленсот од Роин. Роин бил нели као една од старите цивилизации што ги има уништено Валирија и од таму доаѓа пола од луѓите у ова. Пола од луѓите доаѓаат од Дорн таму. Не пола, туку деловно си има измешано, нели? Оке, да, тоа збориме за кралството од Роина, што некад постоело. Ама Роина е поиќе нешто ка Нил или Дунав, тоа е најблиску што можеш да речеш. Да. Или Рајн у Германија што е, нели? А мислим дека поиќе пак би била ка Дунав. Епа, Рајна, мислим дека е Рајна, пошто нели Роин, Рајна, Мајна. Можда, ама поиќе ми е ка Дунав. Истото, тој е кај. Не е битно, огромна река што со магични моќи. Да, кај што живе еден куп луѓе. Да. После продолжуваме со жаба. Тоест, добро, продолжуваме со синот со Квинтен Мартел, Русари принц од Дорн. Кажа, поровнатно прошлата книга, има договорено неговиот татко и останалите Таргеријанс дека он ќе се ожени со Денерис, со што ќе и помогна она да го завземе Вестерос. И ова е фактички неговиот пут, како он се надева дека ќе иде на Денерис. И ова мислим дека мене барем лично бе некако најпоинтлес и најдосаден чаптер, зашто дека леле ќе идеме на авантура, као книгите. Да, не, овие се така малце послаби чаптерс, ама мислим дека се нема договорено. Мислим дека ова е ка бекап плен, зашто нели требаше сестра му. Да, требаше ќерка му на овој, тоа е сестра му на Квинтин. Да, требаше она да биде, но поради тоа што Висерес е мртов, сега не го праќа. Да, ама нема план, туку е ка
Вајда ќе се деси, се молиме, имавме претходно план, така да. Да, се мола дека ќе успее нивниот плот, ама да, тоа е. После прво се враќаме кон интересниот лик, Џон. Џон ми е искрено најомилен лик у книгава и се гледа овдека, пошто овдека е втората перспектива од чаптерот што го имамо со Сем у првшата книга, у кој што Џон сваќа моментот дека мора да ги прати синот на Менс Рейдер и Мистер Реймен мора да ги прати негдека, зашто знае дека Мелисандра има добра шанса да ги утепа. И за да не биде тоа, он се одлучува синот на Менс и синот на Гили да ги смени. Гили го моли да не го направи тоа, ама он сепак го прави тоа, никако не иќе. И го праќа Сем да биде нов, да тренира ги на нов мејстер. Заедно со Гили. Да, го праќа нели цитаделата за да стане мејстер, зашто мејстерот нели го праќа од овдека име пред умирањето што е мејстер. Колку години има? 90 и нешто? Да. И од кога ќе го... Да, 90 нешто. 90 таки нешто. Може и на ке 100 да има, така да ја. Ама, да, многу е стар. Ама исто, овдека, он нели почне да ги кажува, нели, ти ки идеш тој мамо да го командаш ти тој. Прво да го прати Џанос Линд, но Џанос Линд не е сака да слуша, се буни и Џон Сноу го утепува. Јеп. Game of Thrones, не знам што очекуваше. Да, од кој што, нели, он го продолжува, иако го утепува, нели, предавникот на својот татко, он што мисли дека му е татко, на Нед, и го утепува исто како нешто го учат, нели, човекот што го кажува, што го наредува убиството, мора да го убие човекот со мечот. Ама да, после идемо ке Тириан. Тириан е окей калик, ама ја мислим дека оваа книга има премногу чаптери. Мислим дека можеше да ги скрата еден помалку или два уроина што има чаптери, што плува таке пороина само. Ама овој чаптер е интересен пошто ги наоѓа со Гриф. Young and Old Гриф. Финта со нив е овдека он не знае кои се, ама двајцата се обоени со плава коси, тева се теоретски татко и син, и е интересна партија од луѓе, заедно с... Од Тирош, нели? Од Тирош, шум се со плава обоена коса. Тајрош, да. Тајрош, што се прави дека не ме обоена коса. Има интересна група на луѓе со Холден Хафмейстер, исто заедно со една што треба да е септен, ама има знаци дека била бремена некој период, не е битно. И он почне да мисли, интересно. После ова идем... Немаш уште некој витес или нешто со нив? Да, имаш уште некој витес Fireball? Не. Не, Fireball е мртов. Fireball е мртов одамна. Да, не е битно. После идемо ке Давос. Нели од кој Саладор Сан ќе го шутне Станис. Фактички Давос е една Sweet Sister, што е еден као островите што е меѓу Вейл и Северот, мисли, нели? Да. Три има, мислим дека острови, не паметам кој се вика, ама еден од нив е Sweet Sister, мислим дека. Да, еден од трите острови. И финта со тие три острови се практично со векови биле као воено поле меѓу Северот и Ири пред да се унифицираат до Северните кралства. И исто така се многу има проблеми со Скагос. И овдека мислим дека прв пат се спомиња Скагос, дека се канибали и све тоа, нели? Да, и после ова го пушта Давос да продолжи кон White Harbor, пошто се надева, тој се спатен од Станис, да иде да збори со Лорд Мендер и да проба да ги придобие кон нивниот коз, кон нивната цел. После ова продолжувам повторно со Џон. Џон нели го фатија Манс Рейдер и Станис бара Манс Рейдер да клекне пред него и да ги доведе нели Wildlings под негова контрола. Манс Рейдер не, that ain't happening. Зашто нели мање више треба да се слободни, знае дека нема никој да го следи. Поради ова под дејањето на Мелисандра, они предложуваат да го запалја
и го паля и Џон Сноу за да не биде изгорен скроз го пука со стрела. Да, окей, зашто горење нели е споро и болно и ствари. Арно, ама мислим дека понатаму дознава, ама не знам на овој момент дека тоа не е вистинскиот Менс Рейдер. Не, мислам, добро, можевме да кажеме па-касно тама ја ешер. И Џон фактички нели како што ги праќа свите по другите замоци, нели, фактички ги испраќа свите негови другари, што се негови алијансе што се ги испраќа на други замоци и фактички останува скоро сосема сам, освен што им како се викаше тој што им е као кастелен, да, боен марш, со кој што цело време се кара. После се враќамо кон Денерис. Дознава Денерис дека почиња Умарин да се формира као резистенс против неа, тоест се формира као бунтови против неа, од углавно од старите господари, при тоа што они се несрекни што нели она више има скрата моќта со тоа што више не може да има робои, и дека еден куп од незините луѓи се утепувани од страна на така наречени синовите на Харпијата. И иде да ги посети Регал и Висерис кои се нели затворени. Добија визит кој. После ова се враќамо на карактер што теоретски по чаптерот прв пат го гледам, ама не е прв пат што го гледам. Рик, не. Ова е Рик, тоест што има останато од Тион? Тион го нема видено 2 книги, од кој беше фатен од од Рамзи Болтон. Да. А фатен од Рамзи Болтон беше уште втората книга. Clash of Kings. Да, го нема видено 2 книги. Да. И фактички он доаѓа, нели? Сега Рик е поинаков човек од тоа што било. Не е скршен, као не е Тион, не се вика себе се Тион, се вика Рик цело време. Има се гледа дека бил многу дека многу бил измучен, дека многу бил нешто дека он самиот вика Ремзи дека нешто му зел. А сега се вика Рик по ранешниот пријател на Ремзи дека го има за менето. И он иде кај Ремзи, гледа како му вика дека он ќе иде со Ремзи да иде да се ожени со Арија Старк. Овдека. Интересно, баш знамо дека Арија Старк е у Бравос. Не, чекај. Ама у прошлата книга нели га пратија на север? Джейн Пул. Да, Джейн Пул. Да, тоа мислев, да, Джейн Пул, а по името Арија Старк. Да, ама да, викам нели за тие што не се сеќава, тоа ќе биде нели интересно. Ама да, после идемо ке Брен. Брен конечно стига до пештерата на триокиот Гавран и он фактички он се наоѓа под огромно дрво и е со опкружен со куп као деца од чумата. Фактички што се фактички еден куп мали елфои, не знам како да се опиша конкретно. Самовиле на македонски било што се пише ка самовила толку. Да, самовиле. Да, basically самовиле и он е фактички човек заглавен што се roots, да се викаше? Ама не обично дрво. Да, у корењите на дрвото и е фактички мај више скелет. Мај више. Да, не е обично дрво, него е такво, нели, од тие што се weirwood дрвата, што се од старите богови и пренека, окей, what the fuck, ја мислев ке ми ги попреш ногите и гора scary ass bitch. Ама кој му рече дека ќе му попра ногите? Он му рече дека ќе научи да лета. Да, он беше ка мислеше ке му ги попра ногите ли, нели? Some shit like that. Ама да, битно, не малце разочаран. Само малце, не многу. Again, he's our magic boy. И ја уплаши. Не знам што чекуваше. После продолжаваме од Тириан пак путува по Ројнар, ги запозна ликовите на The Shy Maid, што снели повторно Holden Halfmeister, она мисли као ќе утепа Сърси, као ги мрзи свите. И мислим дека овдека га запознава Пени, ако не се лаже? Не Пени ја запознава после. После га запознаваш? Кој ќе стигнал тој градот, не? Да, окей. Добро. Не се сеќавам, не. Ова е еден од чаптерите што може да биде тргнат според мене. Да, може фино лепо да е тргнат. Ама да игра шах со Young Griff, што е као детето, мислим, и после продолжаваме с Давос стигнал White Harbor и Извини, да те прашам нешто. Дан Young Griff е плавош. Технички има боена пава коса, така да ја. Ама тоа прашањето, како би ја рекол тоа? Не, има сина коса. Дан плавош одговара на тоа. Да.
Па да, технички не плаваш, зашто плаваш нели значи жута коса, фактички нели. Па затоа прашувам. Ја, има сина коса, наједноставно. Како би ја рекол, синокос? Пош не е баш нели дека плавуша, ама е пак синдикатор дека има плава коса. Нели, плава. Ка небото плава. Не е бит. Сина само рече. Да, сина коса. После продолжуваме со Давос доаѓа Вајн Харбер и одма го фаќа. За поласа, токе, не одма, за поласа. Не баш одма, ама нели го фаќа и го да, за поласа го фаќа, зашто технички он главниот што е нели Мендерли што ги води, му го имаат фатено синот и све тоа им он мора да е као subservient да кон ланистерите и кон Фрейзовите. И Болтонс ги забра, многу важни ликови. Тоа главната фамилија на северот моментално. Да, Болтонзот. Ремзи, Рус, Болтон, Вемпајр Рус. Не се тие твои теории, не. Не, ама е вампир. Вампир е. Не пробувам да не те конвинсам. Знам дека немам. Ја мислам дека е вампир. Не можеш да ме конвинсаш дека не е вампир. Не, се да е вампир. Ама да, после продолжувам со Денерис, нели, доаѓа фактички луѓе од Карф, нели, еден од градите што ги имаше посетено пред 2 книги. Не, да бе, Карт беше пред 2. Карт е пред 2, освари, Карт е пред 2. Да, кој ги доби, окей, да, пред 2 години. Поточно доаѓа нејзиниот Пейтрон кој беше таму, у Хамерград, за Рокзанос Даксос, и најамо дека нели сакаш да идеш кон Вестерос, ќе дајмо прот само остај го градот на мира, као нели само go away. Цела флота инуда, мислим дека. Цела флота. Да, цела флота, као ќе дајмо прото и само надвор од овде, као. И она дека не, овдека јас сум дошол да ги ослободим луѓе, нема да ги оставам да се вратат назад кон робство, што мислим фер моабет. Знаеш на кој ме пацеше Денерис овде? Кого? На Питу Гули. Ферма Питу Гули на мечки камен, Денерис со бродите, тоа е негде. Това се се бора за слобода. У таја смисла, мислев. Да. Само за жал Питу Гули немаше смејувај. Брат Димаше, Македонија ще беше многу попозната држава и парано ослободена од турско робство. Да. Не, мислим дека кој имаше змеји, Истанбул ке беше што става King's Landing у 8-та сезон на Game of Thrones. Не, ја мислев че рече че беше Константинопол, немавме змеји, ма добро. Тоа плюс. Не, Солун ке беше нас. Солун ке беше наш. Само со Солун се задоволјуваш. Дај што даш. Ама да, не е битно. Џон у меѓувреме нели гледа каква е ситуацијата со храна на дидот. И фактички сваќа дека ако нели ги храни луѓето од Стенес, дека многу маза храна ќе има и доаѓа дека мора некако да добија храна. Пошто нема да го преживеа себе, мора да иде да купа, нели? И меѓувреме иде и му дава адвајс на Стенес како усвари да со кој северен благородник да збори, кои се добри таргети, како да кои мануври да ги направи. Зашто он као не може директно да се инволвира, ама може да му даде адвајс. Барем он така се ваѓа, така мисли. После ова продолжуваме со Тиријан повторно. Тиријан у овој период малце по малце почиња и доаѓа до заклучок кои се луѓето со кои што усвари путува. И доаѓа до заклучок дека Young Гриф, дека Old Гриф усвари поранешниот рука на кралот, на лудиот крал и БФФ на Рейгар, Џон Конингтон, и доаѓа заклучок дека Young Гриф е усвари син на Рейгар Таргеријан. И он ги конфронтира дека не фати. И зашто овде дека поаѓа у дел што вика The Sorrows, што се дел од Роин реката, кај што има така наречени камени луѓе, тоа се од истата боја што ga има Шарин Барафијан, што фактички малце ги скаменува нивното тело и нели полудува. И они го напаѓа бродот и го
ако те чепна или ако те късна некако, ти може да го фатиш. И он успева да го пусна Тириан под вода, но Jon Connington успева да го спаси, го излекува. И фала Богу Тириан не е афектнат, ама не знаеме за другите. Океј, овде не знаеме за Тириан и он самиот не е сигурен. Basically, тоа е ка сипаници. Зашто нели сипаници, ако фатиш ка дете, поголеми се шансите да проеш без проблеми тоа. Ако фатиш понатаму, поголеми се шансите и последиците, нели? И брат, ова е еден од најхорор елементите. Глед, и White Walkers се страшни у Storm of Swords, right? Сем кој ќе ги сретне и тоа зборим, така? И борбата таму ще има. Ама овдека не знаеш колку ми беше крипи кој скакај од мостот. Замисли, тоа магла е, ништо не гледаш, само слушаш, и некој скока одгоре. No, fucking, the shit was scary. Да, и после ова продолжувам назад кон Давос, и Давос го влеча од зданата, го носа да се сретне со Лаймен Мендели, и гледа дека он е уствари обкружен од Фрейс, и се да, треба да утепамо ово, она, керека му на Лаймен Мендели исто као, нели го пцуе, ово, на Лаймен, да, ќе го утепамо, овој пројавник, има само еден крал, има само еден водач на северот, Рус Болтон, и Давос се shit, готов сум, мање више. Да, го праќа узад, да. Тоест го враќа узад на така што беше. Да. Да, ма занданата е баш е упикана неговата зандана, баш е. Да, не е пред никој од другите. Рик? Не, мислим дека ако не грешим, беше упикана или беше кулана страна? Или тоа после беше? Мислим дека тоа после беше, дека го тргаа таму. Океј, добро. Не, зашто тоа памтим, ама тоа ќе збориме кога ќе дојдеме до тоа. После ова продолжуваме со Рик. Рик, нели, беше принц на Айронборн, и технички они го следат негдека, го следеа Тион, и Рус го праќа Тион да им каже на нив да престана со отпор на Монт Кенен. Монт Кенен фактички еден од главните, еден најбитните замоци, нели, на северот, поради тоа што е нека главна choke point помеѓу северот и југот. И фактички они мора да го завзема пак Маунт Кенен, за да може татко му на Рус, тоест да може Рус Болтон, татко му на Ремзи да се качи нагоре, назад да сврати. И он го праќа нека се представува, јас сум Тион, ова представите, и Ремзи ще ги тепува. Не, много логички. Ремзи, логички. Глед, Ремзи е Джофри у серијата. У книгите Джофри не е толку лош како што у серијата. Мислим, не, ама буквално Ремзи е толку. Не, у серијата Ремзи е како добар, ама стил. И Ремзи у серијата. Добро, у серијата поеќе гледамо што му прави на Тион, овдека не гледамо, така да... Искрено, ја поеќе да сакам мистеријата, кој имаш мистерија, кој... Да, и исто, зашто овдека не знаеш... Ти остава тебе да размислиш што би требало да се деси за толку човек да биде искршен, you know? Да, и кажу само мистериозно, тоа што он го зеде и не знаеш што му зел. Можеш да предпоставиш, ама као серијата, као нели, автоматска, нели, ха, sausage joke, ха. Да, после положувамо со Jon, нели он се договара фактички со Wildlingsот, со како се викаше тој, Tormund Giantsbane, договара следно, дека он ќе ги пушти Wildlingsот да пројда низ зидот, ама свите мора да остаат барем еден хостич кај нив, за да, ако нешто напреда, може нели да ги утепа, да ги држа нели под контрола. И истовремено дознава дека неколку од кампот од Wildlings не седа кај зидот, туку под лидерство на некоја се таму бабичка, мислам дека беше, имаат отиднато имаат отиднато Хартхолм. И фактички тоа е многу глупа одлука, ама ја мисла дека видовите када бабичка ги спаси, зашто она сонила дека, мислам дека беше бабичка, дека она сонила дека ќе дојде флотила да ги спаси. Ама после тоа Тириан игра со Aegon, Youngriff, игра со него Сайвас. Фактички шах.
од тој свет. И он успева да го наговори Ейгон дека не треба да иде да го спаси, да иде да се ожени со Денерис, што им беше усреднивниот елегантен план, да ги споја нивните сили, да не се ожени и да го нападне Вестерос, дека може да го направи Вестерос без Денерис, додека Серси е слаба. И Ейгон, зашто млад тинејџер, се согласува. И поради некоја мистериозна причина и Jon Connington се согласува. Да. Не, чекај, тоа е нареден шептер. Окей, дан спомнавме дека Јан Гриф е Ейгон, само спомнавме дека открива, не спомнавме дека така се вика. Не, да, спомнав дека син на Рейгар. Ама да, не спомнав, ја, Ейгон. Брат, немам со Ейгон. Немам. Да, дете си. Превише ги има. Да, премногу. Овој бил шести? Така е нешто. Добро да гледајќи, има 16 луивци. Седми, брат, не, седми е. Кој бил шести? Jon Snow. Не се вика Ейгон. Бил добро, не, кој се вика? У серијата Ейгон, ама тоа би било глупо да именуваш двајца синови Ейгон. Не, моја теорија се вика Джехерис. Може да. Добро, затоа се рекам дека седми, ама секој не се број дур не станеш крал, така да. Не, и секако ова е постар од Jon, би требало. Ама, да, и фактички, мислим дека и овде, или у прошлиот чаптер го кажува, Алирио Мапатес како уствари го спасил, и тоа беше у прошлиот, само да правим многу спомнема. Не, мислим дека мало се понатаму кој у Jon Connington чаптерите мислим дека. Дали овој чаптер уствари го Алирио кажува зашто како го спасил Егон, или тоа беше прошлиот и го скокнавме, само? Не, тоа е понатаму, зашто кому би кажал Алирио дека го спасил Ейгон. Па нели го прашува Тирион, или да се праша дали е се или дали е понатаму, дали беше пред тоа? Понатаму. Мислим дека Конингтон спомне за тоа. Не, пошто нели као после Алирио му кажува нели као и ја имам depths of affection to repay. Не, мислим дека е понатаму. Да, окей. Добро. Ама да, и овдека фактички овој дел од книгата го фаќа Джора Мормонт. Нели што беше избркан у прошлата книга поради тоа што го има предадено Денерис, поради тоа што нели Демек не Демек, репортаж за неа кон на Роберт Барафијан, што прека го пре. И мислим дека чак што више го има овдека фатено као со курва што излека Денерис. Мислим дека. Да, така да. Глед, окей, нешто изгледа каде Денерис. Братот ти уплавуваш, ме разбираш. Братот не е Денерис заради Денерис, туку братот ти уплавуваш, ме разбираш. Тоа Силвер што има платинум, како и да е, кој се вика, не знам. Ама ја, платинум блонд или како и да се вика. Да. Така да, не е он крив. Мислим, апсолутно е, ама ме разбираш. Не е он крив, што беше крипи цело време кон fucking колку е 14 годишно дејче? А он е негде на 40? Не, глеј, апсолутно е крив за тоа, зборим, братот те уплавуваше, не беше со таа зашто излијаше на Денерис, го беше со таа зашто плаваше и јас ми се свиѓа Денерис зашто плаваше, а не зашто дете. Разбираш? Да, Зашто нели имаше жена и претходно жена му и она беше плаваше, ме разбираш? Ама не беше ова проститутка и 100 дете? Ето, не памтим, така да. Тоа е друг момент, глеј, тоа дека нема важање. Да, окей, се враќамо кон Денерис. И она фактички не гледа излез од ситуацијава, нели, фактички, нели, бившите Noble се пунтува против неа. И она взе child hostages, ама кој е жал да ги утепа, шо го негира целата поента од child hostages, ама не е битно. И окей, јас сум неженета, се моментално ќе се оженим со Хизда Золоракс и она као нели као ќе се оженим со тебе и ете нели као ќе да ги плейкейтнем као ја овие сонце за харпи за представа да ми ги трепува луѓето. Има нешто договор, не знам колку време беше, нели? Ако нема неделја дена или 3 дена, не знам колку беше, нели, напади од Sons of the Harpy, тога и ќе се зема или нешто. Да, така нешто. Направи договор нешто, од тој стил. Да. И се идемо кон најдобриот лик книгата, Jon Connington. Ейгон иде со Jon и нели провода го конвицне дека нели слушај ваќе, јас сакам да нападнем
ова Вестерос, као fuck Daenerys, као ајде да го направиме сега, кој имамо златната компанија позади нас, као и Џон Конинг да прифаќа, пошто мислим дека овде кога знаеме дека е само малце болен, само малце, не многу. Брат, да, мислим, да, негова перспектива е да, и мислим дека има кај што пред да дојде уште на почетокот кај што гледа руката и почне едниот прст да му се скаменува или два бија и само га става на рукавицата дека ја му ше малце време. Да, време. И он го гледа Јон Гриф како негово дете, он го гледа како продолжение на Рейгар, принцот што он не успеа да го спаси, што го и како може он, синот на неговиот најдобар другар, у наводници, да го стае на престолот. И он го гледа како неговиот дјути. Ама да, после ова идемо кон, пак се враќамо кон Квинтен и он путува со така наречените Windbloom Mercenaries, компанија на Mercenaries, нели, на Sellswords, за побрзо да стигне кај Daenerys и ја мислам дека дека само кон побитни дека него се бори и тоека и неговиот другар умира по пут, best friend. Да. Shit happens, man. Да, shit happens, man. После ова се враќамо на Аша. Аша знаеме нели прошлиот пут као не икеше да остане најраде, знаеш дека ќе прави работа незиниот чичко и држеше да отиде да го држи Дипут Мод, што е еден од казамоците на северот. И го држи успешно се дека не нападне Станис со цела војска и фактички Станис го освојува замокот и ја фаќа Аша како затвореник. И после тоа и се враќам назад кон Тирион. Тирион умеѓу време продолжува нели со нивната патување и како Џора како неговиот затвореник иде во Валантис, еден како најголемите градови у Есос и се среќава со еден од Free Cities. Да, па да бе, Free City. Atlantis, Еден од најголемите градови. И се среќава со црвениот приз Макоро, така? Да. И фактички дознава дека сите Рес приз као да гледа кај Денелис као доаѓањето на Азор Ахај, као нивниот херој што ќе го победи злото, пошто нели она ипак родила змејови. Као ја Азор Ахај Reborn. Океј, може да спомнам само нешто? Да. Не можеш да искористиш свите, можеш да решиш 99,9999% од тоа Ред Прист, ама не свите. Знаеш зашо? Да, Мелисандра. Мелисандра. Добро, она сега ќе добие визија дека мистичкиот Азор Ахај е снег. Ама тоа е за неколку чаптера. За два. И добијамо и фактички овде дека нели Макоро као нели ќе заебеш ти Денерис, не иди на таму. И што е твојата поента со Денерис? Вика, ако сака и курот ќе го даде, нели? Као све ќе дадем, само да ги уништи свите што ги мрзим. Ама да, и после продолжуваме со Џон. Џон знае дека, иако се не ќе свади со Торн, знае дека он му е еден од најдобрите командери, што ги има и најдобрите, најуспешни луѓе, и затоа го праќа Алисер Торн на рейнџинг да види каква е ситуацијата позади зидот и само речи извидница. Да, извидница. Па да бе рейнџинг. Го праќа на извидница. Иако не му верува, кога знае дека он е како најкейпабл. Што е исто добро карактеристика кај Џон. Иако не ги сака луѓето, знае кој е користен и кој е добар командер. Ама да. И он продолжува да тренира со меч. Он никад не бил многу добар со меч, ама не е битно сега како лорд командер продолжува тренира. И добија вест за како неговата омилена сестра се оженува за Ремзи Болтон. Не е многу стекен за тоа. Ќе се ожени. Да, ќе се ожени. Не мислим дека ќе се ожени, уште не. Да. Да, нема спомнато колку е disfigured моментално Џон само. Мислим дека имаме спомнат дека нели дека тој орелот му ги има изгребано очите и дека Ги има руките му се изгорени. Да, тој кој го спаси Мормонт. Колку години има Џон оваа книга? 15 макс. Колку? 15 максимум. 16, така нешто? Не, мислам дека има 7, така нешто, 16-17. Мислим дека е 16. Ама ја,
Братот сега би бил втора година средно. Ама да. Така, ако направи некоја грешка, дете, не е крив. Да, не е крив. Мислам, крив, ама дете. Тинејџере. Не можеш да биеш не можеш да биеш дете, знаеш го направа. Дете. Да. А меѓу време води исто куп други деца и люди постари од него. Многу ме е интересно. Океј, Станис има 40 нешто, замисли. Да. Треба да се расправиш со 40 годишен крал, ти имаш 17 години. Да, и се расправиш со кралот дека и треба да му речеш нема тоа да го направиш. Нели? Ама да. И го гледа како Мелисандра гори људи. Just the usual. Just the usual. И мисли дека Мелисандра му каже дека гледа визија како принцеза иде кон зидот. Или тоа е понатаму? Не мислам дека тоа е Мелисандра шафирот кој. После ова се враќаме кон Давос. И Давос го вода од занаата и го носи ке Менделли, пак, ама приватни. И дознава дека тоа се било игра, што го има направено они, што има направено Менделли, заради ги намами потомците и Ланистерите дека он е на нивна страна, дека он усвари, дека он ги поддржа, зашто нели го има неговиот син, ама се има добиено писмо дека неговиот син ќе му го врата. Тоест добива писмо дека неговиот последен син доаѓа натаму и дека сега кој дојде и сега може слободно да игра како сака, нема више левредж над него. И он му кажува дека они памта, они се лојални кон Старксовите. И Северот ги памти Старксовите, памта што Болтоните и Фрейзовите имаат направено кај црвената свадба. И му кажува дека он му носи Wildling Boy и му кажува дека тој Wildling Boy го има видено како најмладиот Старк син, што се викаше Рикон, како иде кон островот Скагос. И се договара дека ако Давос му го донесе Рикон на Менделли, дека он ќе го поддржи Станис. Што ќе го инсталира Рикон како главен на Северот. Да. И освари го праќа Давос дека ќе иде да го спаси Рикон, и ако го спаси, топ. Ако не, јеби га. И само Давос се кажа, чекај, а нели дека кој ме утепал? А не се ќе утепал во рандом човек што личи на тебе. И го загави, ако те фата? Чекај, тоа е, ако памтим убаво, мислим дека одгоре гледаја како го тепува, не? Или ја халуцинирам нешто? Да. Тоа многу убаво памтим. Мислим дека имаше такво нешто, не се сеќам убаво, ама да. И овдека после... Може да ги имам халуцинирано, не сум сигурен. Мислим дека така беше. Да, и ова е последното што слушаме за Давос у овој дел. После продолжуваме пак со Денерис. Да, окей. Денерис, продолжуваме се веќе кон Денерис Мирин и дознава за... Тоест, почиња низиниот град, кој не зашто не им го прифати барањето на робоите, на робователските градови. Ој Јункај, што порано нели го ослободи, сега се врати под контрола на робовладетелите, почиња да ги напаѓа и фрлја фактички као Plague, the Bloody Flux, што фактички проаѓа низ низините војски. И омеѓу време Данис се официјално се женува, омужува со Хиздар и зашто го гледа како единствената опција за мир. После го добиваме првиот чаптер од Мелисандра. Мелисандра е многу интересен лик. Има само 2 чаптери во книгата, ама реално е меѓу поинтересните ликови. Она му Because she has the power of prophecy. Она се среќава со Џон и му кажа дека усвари Џон дека мен усвари е жив, дека тој што го имаат утепано е усвари кој еден од кленс лидерите, што му има станно глемър, што го конзлираше, за да го утепа, и дека он сега го имаат пратено на тајна мисија да спаси Арија Старк од Винтерфел. И и ги праќа заедно да го спаса Арија Старк заедно со неколку Wildlings. Џон го прифаќа, нели?
многу јасно, да спаси сестра му. Се враќамо кон Рик, доаѓа нели и се у Бороутаун и Рус Болтон се среќава нели со Рик и му објаснува за како за Ремзи, како бил нели како стал, нели му кажува за дека Ремзи усвари е копиле, дека за како силува жена нејзиниот wedding night и го утепал мушија и како нели он го познал дека он му е син по нели неговите плави очи и после кој неговиот и пратил еден слуга Рик оригиналниот за да го служи Ремзи и како неговиот првороден син вистински на Рус бил да го посети Ремзи и мистериозно умира. Мистериозно. Вау! Да, нели? Многу ме се разимра убиство овде. После тоа се враќамо кон еве, кон Тирион. Сега се префрлја од друг брод, пошто нели они веќе се делја од Џон Конингтон и овие. И он продолжи на Денерис. Овдека се запознава со Пени и Пени е фактички џуџе кој што она и братје беа на турнаментот што беше воден за време на свадбата на Џофри. И финтата е basically она го криви Тирион за смртта на братје зашто кој он го утепа Тајвин, Серси пробал да ги утепа свите џуџиња. Нема пробано да ги утепа свите џуџиња, туку има стајано ка баунти, најдобро пишано, нели за Тирион. И работава многу луѓе, само ида и утепуелет борфој, што појче, и ги носили главите со надеж дека нема да го познае, дека не е он и дека ќе изема парите. И го утепале брат и она морала да попегне на север и како многу јасно го криви Тирион за све тоа. Што мисли? И овдека се на исток. Не север. Север на исток, исток, ама добро. Тоа е негде. The fuck, tu е негде. Не. Тоа е негде. Ама да се успевува нели да се малку да се смира со школа. И он фактички има многу кој интересен relationship они двајца кој мислим. Као што она го представува она што Тирион може да стане ако се прифати ка џуџе. Ама после ова идеме пак кон Брен, што мислам дека ова му е actually последен чаптер. И гледа или не, предпоследен чаптер. Мислам дека има само 3 или 4 чаптера. Како беше? Да, или имаше, ова е предпоследен. Ама да, Брен сега нели под сега ке у пештерата гледа визија од минатото што било и као било спилјани Свирвуд, гледа као гледа сцене у Винтерфел, гледа сцене у као таму да што е фактички островот што фактички како се викаше островот што беше у средина на Вестерос у реката. Годзај. Гледа таму и гледа визија цел Вестерос кај што има од минатото. Џон после ова ги се враќаме кон Џон. Овдека нели Night's Watch, Олфот, како он што го правеше се пред Вирвуд дрво. И он ги води новите рекрутс од Night's Watch. Да споменам. Да, што се све се Wildlings. На све се Wildlings да се плеџа пред Вирвуд дрвото, дека ќе стана рекрутс на Night's Watch нели све тоа. А после ова продолжуваме со Ерио Хотар, мислим. Да. Не, со Денерис, пардон, со Денерис. Денерис нели се ожени све тоа. И сега иде кој нели да ги посети тие што се камповите надвор од Марин, што се со чума, зашто нели ќе има стан надвор од самиот град за да не ги завземе самите нели жители и гледа како филе луѓе умира од болести све тоа. После ова се враќамо кон Тион. Тион гледа на свадбата на Ремзи Болтон и Арија Старк, што усвари он сваќа дека не е висока Арија Старк, него е фактички нели самата ова, како се викаше, дека усвари е Джейн Пул, најдобра пријателка на Санса. И гледа дека усвари она не личи на себе си. И она била нисен куп тортура.
Не, он го гледа, познава дека не е Арија Старк, ама не смее ништо да рече. Да, не сме ништо да рече. И мислим дека овдека се дешава тоа кај што Фрейз го напаѓа Вајмен Мендерли, зашто као и Вајмен Мендерли им носи као 3 пите со мистериозно месо. Да, го напаѓа зашто задно дивни луѓе биле видени кај него, некој член од нивната фамилија и такви ствари, you know. Да, тројцата што беа на сутењето на Давос, што нели сега мистериозно носи 3 пите. Извини, тоа за извини, не знаеш, мистериозно онака. Разбираш, не сме. Да. Не знаеме уште следните сезони. Да, неколку пита, знаеш, од месо. Ја само знам дека ја ги пратиш со коњи. И више не беа со гестрайт. Заштитени. Не. Беа заминати од мене. Толку знам, не знам што ми се десило по пут. Да, што се десило? Што се десило надвор од моите врата, ја не сум. Логично. Немам контрола на тоа надвор, ги фатило на време, ги изделе волци, не знам. Ја не бев таму, нема контрола, брат, на тоа. Ја проби. А сега продолжуваме со Ерио Хутар. Реално, ништо посебно. Гледамо како Доран се справува со доаѓањето на Бейлон Сван. И буквално, реално Ерио Хутар ми некако, знам дека битно мора да се гледаш Доран. И он, за да се направи мир меѓу Дорн и Круната, он зема и доаѓа со војска им го носи као што е черепот од Маунтенот, као нели знае дека нели им го има утепано нели принцот од Дорн, нели брат му. И он тоа го носи као нели да make amends, као да се смира. Добре, зашто е друго дека? Да, за Марсела. Тоа е поважно. Да, тоа е поважното. Да. И што Марсела и овдека мислам дека Доран као се ги ослободува ќерките на овој, како се каже, на what was his name? На брат му, ќерките на брат му ги ослободува. И на крај ќе завршуваме со оваа епизода со Џон Осу, конкретно Џон се ја праќа Вел, што нели принцесата на Wildlings, што беше жена му беше на Менс Рейдер или као не, сестра од жена му. Ама жена му умре у пораđај и она требаше да чува детето ниво. Сестра од жена му, свари, да. Да. Сестра од жена му, свари, пардон. Да се иде да говори со останатите Wildlings. Ова води до нели несогласување меѓу Џон и останатите од неговиот камп, као ти гледат Боен Марш и другите се незадоволни, пошто нели прво нема доволно храна, второ едноставно не ика со Wildlings, пошто нели се имаат борено со илјадници години и Џон Сноу успева да ги наговори дека нели или се ќе работа со Wildlingsот или пак ќе треба да се бора против повеќе fucking зомбиња. Да. И толку за оваа епизода, прилика половина книга. Следната ќе ја завршиме остатокот од книгава и ќе збориме за што ни се final thoughts за серијата на A Song of Ice and Fire. Да, и зашто нема крај. И зашто крајот од серијата е шит и нема врска со реалност. Фала ви што слушавте оваа епизода и се надевам дека повторно ќе ни се придружите.